Почитувани колеги советници, почитувани присутни, пред да почнеме ви повикувам сите да станеме и да дадеме една минута молчење за прерван за гинатите на дискотеката. Слава им! Пред да ја почнам 62-та седница, барам стручните служби да утврдат присуство од колегите советници. Председатели, присутни се сите 19 членови на Советот на општина. Добро, благодарам. Почитувани колеги советници, почитувани медиуми, за денесната 62-та седница имаме само една точка, тоа е одлука за избор вршител на должност градоначалник на општина Кочани. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор во однос на предлозите за градоначалник, веде градоначалник кој што ќе ја врши функцијата веде градоначалник до следните избори. Дали некој бара збор? Денко Крстевски. По однос на дневниот ред, да. По однос на дневниот ред, дали некој бара збор? Ивица? Да. Повели? Не за дневниот ред, кажа за кандидатите. Не, за дневниот ред. Спомна. Дали некој бара збор по однос на дневниот ред? Бидејќи никој не бара збор, дневниот ред го ставам на со една единствена точка, го ставам на гласање. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Едногласно констатирам дека за денешната 62-та седница е усвоен дневен ред со една единствена точка, одлука за избор вршител на должност градоначалник на општина Кочани. Сега отварам претрес по однос на иста. Дали некој бара збор? Венко Крстевски, Ивица Лазаров и Жаклина Филипова Секерска. Мирче Стојков. И јас. Душан Касипов. Ја прв се јави. Тоа имаше критика не образование. Сите ќе имате право на збор. Благодарам председателе, почитувани колеги советници, почитувани служби на општина Кочани, почитувани новинари, почитувани сограѓани и останати присутни. По однос на денешната седница, сакам да поднесам само кандидатура за кандидат за веде градоначалник на општина Кочани. Истото тоа го сторив преку известување до службите по пат на официјален и службен имейл адреса. Сметам дека колегите советници треба да се произнесат и да гласаат за мене за таа точка, затоа што е неопходно да се избере на денешната седница веде градоначалник, се со цел да не се блокираат градот и службите на општина Кочани, се со цел да успееме да внесеме нова енергија, да успееме да ги реализираме тие проекти каде што најпрвен секој од нас советниците искочил со своја програма и затоа во оваа прилика јас подавам рака на обединување без разлика на политичките партии, заеднички сите да седнеме конструктивно, се што е усвоено до сега од страна на Советот, а не е спроведено од претходниот градоначалник да биде спроведено, почнувајќи од набавка на возило за потребите на депонијата, што го усвоивме пред Нова година, за жал истото не е распишено, па така се до и некои други работи кои што се изгласани по предлози на советниците. Сметам дека има доволно време, градот се наоѓа во многу незавидна позиција, ние треба да направиме максимални напори, да внесеме енергија и да ги извлечеме нашите сограѓани и самите нас од оваа апатија во која се наоѓаме. Благодарам. Добро, Мирче Стојков. Однос на Почитувана јавност, почитувани медиуми, почитувани колеги советници. Во врска со единствената точка на дневен ред, предлог одлука за веде градоначалник за општина Кочани, нашиот предлог од советничката група на ВМРО ДПМН е доставен во писмена форма, но овде пред говорница ќе го образложам. Исто така, сакам да го образложам и мојот личен став, верувам, тоа е став и на сите советници од нашата советничка група и коалицијата, во врска со кандидатурата на нашиот колега советник Венко Крстевски, бидејќи тој прв и се појави во јавноста со неговата само кандидатура.
Во ВМРО ДПМН партиските тела ја анализираа кандидатурата на Венко Крстевски, бидејќи беше прва, како што напоменав, и речиси сите со консензус се сложивме дека не смееме да дозволиме Венко да биде ВД градоначалник. Зошто е тоа така? Кочани никогаш не бил потажен поради епската трагедија во дискотеката Пулс, а во иднина, сите знаеме, ни предстоат исклучителни важни 6 месеци до регуларни локални избори. Во тој временски период Кочани треба да ги залечи раните. Во тој временски период треба сите да се обединиме како кочанчани. После кобната несреќа во Пулс, верувам дека сите забележавте дека во Кочани кои политичките партии престанаа секојдневните активности и партиски препукувања. Зошто? За да не го поларизираме општеството, со цел да се обединиме сите, со цел да не влијаеме на истрагата која се уште е во тек. За жал, морам да кажам дека советникот Венко Крстевски беше сличен на еден наш поранешен премиер кој сега се наоѓа во Будимпешта. Исто како него, мудруваше од странство на социјалните мрежи, ставајќи се себе си како експерт во сите области, ставајќи се себе си како инженер, како полицаец, како обвинител, како судија, и така ја таласаше кочанската јавност. Јас лично не сум изненаден, бидејќи веќе 4-та година тековна сме колеги со советникот Венко. Сватив дека неговите намери секогаш се лични, себични, само за него. Ако не се лажам, колегата Венко нема завршено високо образование. Исто така нема еден ден работен стаж во приватен или државен сектор. Не може таков човек да води сложена административна работа како општината. Од друга страна, како што напоменав на почетокот, имаме наш предлог, тоа е колегата советник Гоце Марков. Гоце Марков е зрел човек, магистар по вокација, докажан во својата благородна професија, но исто така и во многу други области. Неговата хуманост и сочувство го навикна да се грижи за луѓето во најтешки моменти. Секогаш реагира смирено и ефикасно во кризна ситуација, вештина што е пресудна за управување со град. На Кочани ќе му треба таков профил на ВД градоначалник. Вреден работник кој е ненаметлив и ќе представува кохезивен фактор за сите чинители на општествениот живот во Кочани. Благодарам. Благодарам. Реплика беше спомнат, да. Благодарам, председателе. По однос на излагањето колега Мирчо Стојков, не слушнав нити еден аргумент зошто го предлагате лицето Гоце Марков, туку напротив слушнав навреди, клевети и омаловажување на моето лик и дело. Дали сметате дека вашиот колега, кој што беше 10 на листата за советници, ако бил толку добар, зошто не беше меѓу првите советници? Зошто се откажаа двајца советници од вашата советничка група, за да истиот стане член на совет и пред неколку месеци? Одговорете на јавноста кои се вашите политики кои што ги водевте до сега, што доведоа до смена на 6 директори на комуналното јавно предпријатие. Мора да го сменеме тој процес. Мора да направиме позитивни промени. Треба да внесеме енергија во самите институции и да не биде како до сега. Вие сте главни и одговорни за целата хаотична состојба во која е и општината и комуналното јавно предпријатие. Наместо тоа колегата да излезе овде пред говорници и сам да каже зошто треба да биде ВД градоначалник, вие излавате со напишан текст. Гледате, за разлика од вас, на мене ништо не ми е напишано. Тук јас зборувам најискрено од душ. На вас некој ви напишал текст, вие сте должни да го послушате и да го прочитате од оваа говорница. Доколку сте доблесен, ќе станевте и сам ќе кажевте што мислите. И нема потреба, сметам дека колегата да го браните вие, туку напротив го повикувам тој самиот да стане и да каже што ќе направи. Јас ви кажав, без компромисна борба, без разлика на партиска определеност, мене не ме интересира тоа. Краток е периодот, треба да бидеме сложни, треба сите да се зафанеме, да влеземе во процес кој што е неминовен за нашиот град.
во овој процес фокусот треба да е на младите, не на партиите. Дали се разбираме? Затоа се надевам дека ќе добијам поддршката, иако вие сметам дека е некоректно да зборите во името на сите ваши советници, бидејќи секој од советниците има име и презиме и со свој личен интегритет гласа, а се надевам дека нема да гласа по ваша или партиска директива. Благодарам. Добро, благодарам. Контрареплика од Бесто Повели Мирче. Во однос на демократските вредности и демократскиот капацитет се извинувам, бидејќи колегата Гоце Марков е координатор на нашата советничка група, за да нема само излагање, само прогласување за кандидат, затоа јас ја земав таа улога да го предложам како ведек градоначалник од нашата советничка група. Верувам дека подоцна Гоце Марков ќе има свој излагање. Добро, благодарам. Ивица Лазаров, па Жаклина, па Душан и Кристина Атанасова. Повелевица. Благодарам, председателе, почитувани колеги советници, медиуми и останати присутни. Председателе, најпрво, веднаш ќе ви најдам замерка, бидејќи знаев дека ќе дојде до ова, ви побарав процедурално, значи во однос на дневниот ред, ми кажавте дека не, дека тоа ќе биде точката, бидејќи не сакав да дојде до ова одма, значи против речие од двајцата кандидати. Јас како координатор на советничката група имав право прво да образложам зошто ние како советничка група не даваме кандидат. А не одма почнаме со обратно, од куќата од озгоре, од кров. Па дај ке ве молам. Ивица имаше двајца предлози. Па не, ама вие сте председател, знаете убаво да ја водите седницата. Па така и се јавија да збора, еве на Вејко му дадов прв, па на вас, па на Мирче, па на вас, еве. Колеги, Повеле. значи прво да образложам дека ние нема да дадеме кандидат, со која цел? Не сакаме да го окочиме процесот, не сакаме да усложнеме уште така тешката ситуација во градот. Вие почнавте одма со политика. Бе, каква политика? Бе, завршена е политиката во овој град. Завршена. Сите сме завршени. Не ли го разбирате тоа? Значи, готово е. Градот ни е мртов. Сите сме мртви. Дека да се завртиш црно, погледнете, сите сме во црно. И сега наместо да се собереме сите, со консензус, ово се, значи, се работи со консензус. Ја не можам да разберам. Наместо да не трчете, да не тражите, да не барате, луѓе, дајте да седнеме, да се договориме. Работи се за градот. Нема веќе политика, крај. Нема директори, нема градоначалници, нема ништо. И имав најдобра цел да излегнам, да ги слушнам кандидатите, да слушнам некое мислење луѓе. А ние сега ќе се врнеме, шо било, тоа е завршена прека. И со кое лице вие ќе тражите сега градоначалник? Со кое лице? Со кое лице ние ќе тражиме? Ама процедурата е таква каква што е и ќе мораме да избереме техничко лице за мене. Вршител должност, што тоа лице, не знам, и он ли знае на што се да фаќа, ама тоа. Значи активно ќе се вклучиме во изборот. Ќе бидеме конструктивни како секогаш до сега во интерес на граѓаните. Мене ме интересират во оваа ситуација само граѓаните, да не речам семејствата на повредените и жртвите. Значи како советничка група имаме едно единствено барање од тоа лице што ќе биде изгласано, а тоа е, значи, во наредните седмици да се разгледа заедно со службите од општината колку расположливи средства имаме ние и да помогнеме на тие лица. Значи имаме конкретни мерки с кои мислиме дека барем на некој начин ќе можеме да допринесеме да ја олеснеме животот на тие лица. Ви благодарам и сакам да ги слушнам кандидатите што нудат. Па ние не бираме, на пазар не сме. Ви благодарам. Благодарам, Жаклина Прибасителска. Почитувани присутни, со длабока болка и со големо сочувство кон семејствата на настраданите, на дечињата, чија што безсмислена смрт е во суштина причината зошто денес ја одржуваме оваа седница, морам да кажам дека политичката партија Левица, односно јас како член на Советот во општина Кочани, решивме со оглед на состојбите и со оглед на тоа што и покрај
се повторно е присутно и политика, и политичко препукување, и политички влијанија, а земајќи ги предвид досегашните искуства од начинот на кој што функционира Советот, каде што за жал до израз доаѓаше една тивка, но за олигархијата ефикасна соработка, особено кога требаше да се гласаат урбанистички планови кои што го унакажаа лицето на Кочани и ред други штетни по граѓаните одлуки, јас ќе се воздржам од гласање за било кој од кандидатите и ќе гласам единствено доколку Советот на дело го покаже она за кое што таксативно се залага, а тоа е кога ќе се усогласиме околу лице кое што е достоинствено, на достоинствен начин, согласно ситуацијата, ќе може да ја врши оваа функција со консензус кога ќе се усогласиме, тогаш ќе знам дека во суштина замреле сите политички роварења, онака како што доликува на траурната состојба во која што се најдува градот. Благодарам. Благодарам. Душанка Георгиева Трпевски. Почитувани колеги советници, почитувана јавност. Ги преживуваме најтешките денови во историјата на градот, најтешките денови од постоењето на градот Кочани. Наша обврска е доколку можеме да ја поделиме болката со нашите сограѓани пред се од човечки аспект и преку функцијата која што моментално ние ја извршуваме да помогнеме на сите институции да продолжат да функционираат во служба на граѓаните. Со самиот чин на денешната седница на Советот на општина Кочани, колку и да апелираме дека нема политика, има политички надмудрувања, сепак доаѓаме до заклучок дека политика има и не е стигнато предалеку. Денеска имаме предложено двојца ВД кандидати за градоначалник и со тоа ние го потврдуваме нашето размислување. Сакаме денеска како советничка група на Социјалдемократскиот сојуз активно да се вклучиме во овој процес, но нема да донесеме избрзано решение, се додека кандидатите со своето размислување и програма не убедат дека не се политиканти, туку дека во овие тешки моменти се за сите нас. Ке се ставаат во служба на граѓаните, ке не убедат и ке сакаат да помогнат на сите во овие мигови на помош каде што е најпотребна. Почитувани колеги, не е време за политика, не е време за политички поени. На Кочани му треба солидарност, мудрост во овие тешки моменти. Сите заедно мора да се ставиме во служба на граѓаните, да ја облажиме нивната болка и да излеземе во пресред секаде каде што е потребно. Ви благодарам. Благодарам. Кристина Атанасова Арсо. Добар ден, почитувани. Ке ми дозволите да ви одземам минута-две во овие моменти, бидејќи концентрацијата се разбира не ми е во последно време доблесна страна, запишав неколку реченици бидејќи не сакам да пропуштам нешто што навистина сакам искрено да го кажам. Се надевам дека и председателот ќе ми дозволи во овие моменти да го кажам ова, дека нема да ме прекине. Пред граѓаните на општина Кочани имам дадено заклетва дека уредно, достоинствено и при чиста свест ќе ги застапувам нивните интереси како советник во Советот. Затоа сметам дека ова обраќање денес ми е должност. Најпрво ќе почнам со барање за прошки извинување од сите граѓани кои што го дадоа својот глас додека бев носител на листата на претходните избори за советници. Се извинувам затоа што не успеав многу работи да изреализирам кои им ги имав ветено. Имав храброст и визија за сите нив, но бев сама во процесот на реализација, бидејќи во ниеден момент тие работи не беа погодни за челниците, односно за раководството на мојот општински комитет.
Бидејќи тие истите, водени од своите суети, понесени од моќта на функциите кои за прв пат во животот и се случија, тргнаа по патот на собствените амбиции, притоа заборавајќи ја доктрината на нашата политичка партија донесена 21 година и незините темелни вредности. Затоа на денешната седница, каде што имаме два кандидати за вршител на должност на градоначалник, јас би сакала да го кажам следно. За едниот, кој што се представува како обичен човек, притоа заборавајќи дека сите ние сме обични луѓе, за тој кој што својот кредибилитет го гради само преку медиумски, ситни и безсуштински реклами, човек кој не одговори на прашање зошто како советник сите овие години не се сетил да се запраша за правилностите или неправилностите на дискотеката, а тоа е веројатно затоа што му годела забавата во тој објект после користењето на забраните супстанции. И да не должам многу и да не набројувам, за другиот, заедно со своите блиски другарчиња, кои што пропагираат честност и солидарност, Само без наведи, ако може да. не спомнувам Добро. со име и презиме ником. Понесен од влијанието на позицијата, тргна по освојување на било која функционерска позиција, притоа со физички напади и јадење на живи луѓе, човек кој што токму овде не го гласаше буџетот на општина Кочани за 25, а сега сака да работи со буџетот за 25. И сметам дека поред на нештата функцијата треба да ја преземе председателот на општинскиот советник и заменик градоначалник, но очигледно дека е послатка собствената визија отколку визијата за овој град и за нашите граѓани. Затоа, мојот здрав разум и мојата заклетва не ми дозволува да поддржам ниту еден кандидат. Во оваа прилика, јас сакам да ја доставам мојата оставка за советник до председателот. Повелете, председател. Бидејќи самото присуство овде може да се брои како број, но мислам дека ова е страшно недостојно и понижувачки за мене и за сите оние мои подржувачи кои што ме гласале на изборите. Оние кои што не ме познаваат, може слободно да ме критикуваат, а оние кои што барем малку ме познаваат, знаат зашто го правам токму ова. Јас ви благодарам на сите и од овој момент и во следниот период ќе се посветам на син ми кој што се уште е во болница од несреќата и на сите оние деца кои што треба да се вратат за нивната рехабилитација, затоа што навистина тоа им е потребно. Затоа што периодот ќе биде многу долг и многу напорен. Јас ќе се борам за нив со сите мои сили и со сите мои културолошки аспекти. И никогаш нема да заборавам дека сите идеали на овој свет не се вредни колку што е солзата на едно дете. Ви благодарам на сите. Благодарам. Ако може 5 минути пауза. Почитувани колеги советници, продолжуваме се извинувам до медиумите и паузата што беше повеќе од 5 минути. Гоце Марков бар збор. Повелете. Почитувани присутни, почитувани колеги, почитувани сограѓани. Иако сметав дека денес ќе биде нескромно да излегувам на оваа говорница, бидејќи сум координатор на советничката група на ВМРО ДПМН, и сметав дека треба да бидам предложен од друг и да не се прогласувам сам за кандидат за ВД градоначалник. Денес немав намера да излегувам, бидејќи сакав да побарам постепено опоравување на Кочани. Прво што сакав да кажам дека нема место веќе за политика, но тоа го кажаа други пред мене. Требаше денес да бидеме сплотени, да имаме една заедничка акција за да го рехабилитираме Кочани. Трагедијата во дискотеката Пулс не погоди сите. И во секој од нас има неизбришлива и болка и тага. Тоа го знам бидејќи кобната вечер бев таму на лице место. Заедно со двајца колеги здравствени работници кои се присутни тука. Цела ноќ бевме таму. За разлика од сите тие кои бегаа таа ноќ,
Ние останавме цела ноќ таму. Јас мислев да побарам тука солидарност и пожртвуваност и заедница. Немав намера да излегувам, еве ќе ви кажам искрено. Бидејќи никој не сака да остане сам во една ваква трагедија. Знам како ми беше мене тие денови после несреќата. Цел живот служам како здравствен работник. Како советник имам давано предлози, оно колку што сум можел за овие 2 години. Ова доверба и одговорност, јас не ја барам од вас за само промоција. Туку само за да го задржиме пулсот на градот и заедно да работиме. Јас денес имав намера да побарам помош од колегите сите советници, вклучувајќи го тука и Венко Крстевски, независно од кандидат. Очигледно работите излегува во друга насока. Затоа сакав и мене да ме слушнете, што имам да кажам. Ајде да ја сврлиме таа зла крв од нас. До кога вака ќе се однесуваме? Не е одговорно. Јас можам да ви кажам за мене дека јас сум одговорен човек. Секогаш кога требало, јас сум бил навраникот на државата. 2001, 2005, пожарот, короната, ротација, инфективна. И да не набројувам. Земјотресот од Турција прв се приде. Нескромно го кажувам ово за да знаете со каков човек ќе си имате работа утре. Човек кој е вркохолик и работи 12 часа на ден. Пак ќе кажам. Барам подршка од сите советници. Согласно со колегата Ивица. Времето за политика во Кочани е завршено. Политика нема да има. Ние треба да ги преживееме овие 6 месеци. Од мојата агенда имав намера да кажем 4 точки. Првата и најважна. Подршка и помагање на погодените семејства. Втората. Аплицирање на проекти од локално значење. Колку можеме за тие 60 дена. И затоа ќе побарам помош и од Левица и од СДСМ и од независни. Заштита на животната средина. Депонијата. Болната точка на градот Кочани. Ќе биде направено се, заедно со помош на вас, колеги, и секој ден ќе бидете присутни во мојата канцеларија, доколку јас бидам испрашан. И четвртото најважно, одржување на една стабилна општина, бидејќи сега во моментов ние сме нестабилна општина. Немаме градоначалник, немаме директор на водовод, немаме секретар на општина. За неколку дена ќе ги има сите тие работи. Не сакам да кажувам уште сега поединости во врска со депонијата и со комуналното предпријатие. Тоа ќе го оставам за следните 3 дена. Верувате дека јас тешко давам ветување. Таков човек сум. Ама кој ќе го давам, верувате, ќе си стојам на зборот. Јас денес мислев дека заедно ќе се договориме, очигледно гледам тука поделено уште од самиот старт. Ја не мислев да биде вака. Искрено се надевам дека барем денес нема да има политика. Затоа и не се јавив, да не се наметно, да покажеме скромност. Каква скромност ние покажуваме на Македонија вака? Амбиција на сите нас треба да биде санација на овој град, да го заживееме овој град. И искрено мислев дека веќе нема во овој град да се прави разлика по боја на кожа. Нема да има разлика по социјално потекло. И колега, нема да има разлика кој од каде е. Верувај. Да нема разлика кој од каде е. Знаеме каква е населен овој град, со каква популација. Сите се исти, колега, во овој град. Сите, од првиот до последниот, правник, економист, лекар, таксист, сите сме исти. Немаме веќе право на грешки. Или треба сериозно да се ја сватиме работата, или сите најдобро да се само распуштиме. Наше е да одбереме. Фала ви многу. Искрено, стварно, не сакав да земам збор. Не сакав да земам збор. За крај, само ќе кажам дека никого не сакав да повредам. Сакав секој да има исто право. Секој. Да нема разлики. Да нема дискриминации.
Бидејќи тоа треба да биде основата за една нова ментална матрица во тоа ново Кочани. Нема да има разлики веќе, кој што е, како е, нема, крај, завршен. Нема политика, 6 месеци администрација и локални избори. Последното што ќе ви го кажам, сите да знаете како Кочани ќе воскресне. Енко Крстевски. Благодарам, председателя. Колега Марков, не сме сите исти. Јас и ти не сме исти. Јас сум избран со 1382 гласа и сум член на совет, ти си град и советник. Носителката на вашата листа кажа дека сте болен по функција. Двајца советници се откажа за да станете совети. Не сме исти. Јас се залагам за департизација. Вие не сакате да ме предложите само што не сум партиски подобен по вашата листа, затоа што не сум ВМРО ДПМН. Не сме сите исти. Многу сме различни. Јас сум различен од вас. Моите говори беа повик на обединување. Еве ги овде новинарите, нека ги пуштат снимките. Јас имав порака за обединување. Стана лице од вашата партија кој што почна со навреди, клевети, најпрви за мене, па потоа образложуваше вашата кандидатура. Вие немате нити легитимитет, нити кредибилитет да се кандидирате. Срам да вие, со гадење го слуша вашиот говор и можем да кажем дека вие сте тие што упорно партизирате говорницата, а доаѓате овде повикувате на нешто што вие со очигледно го правите. Срам да ви е. Не сме сите исти, многу сме различни. Јас и ти сме многу различни, тоа да го знаете. Јас се залагам за промена, за тоа што вие тоа што го правехте, доведе, како што кажав, до 6 директори во Водовод, затоа што ги гледате само партиски да се подобни, затоа дојде до нефункционални институции, затоа што се гледа да се партиски подобни. Повикувам, доколку го добијам гласот и поддршката од советниците, ќе седнам и со ВМРО да помане, без разлика што нема да гласат за мене. Живееме во исти град, ми треба да мене поддршка од сите граѓани. Заедно можеме да успееме. Меѓутоа, за да успееме заедно мора да се надминат партиските стеги и директиви и да се функционира конструктивно. И запамнете, многу сме различни. Благодарам, Аки Јакимов. Не, добро. Почитуван председателя, почитувани медиуми, кога го слушав колегата Гоце Марков, ја мислам кандидира се некој од Швајцарија за кандидат. А заборавајќи за овие 3 години градот го уништија. Половин град од младите се у гробиштата, половин град разселени ни цела Европа. Колега Гоце Марков, за овие 3 години што правите ви? Сега ли ти текна дека треба да го правиш водовод? Сега ли ти текна дека треба да се грижи за екологијата? Ти тука, од оваа говорница збориш дека си човек од збор. Ама ти забораваш дека пред месец дена тука ми се заканува на мене. Пораката ќе ја покажам на медиумите. Тука сака да се степа со мене. Бившиот градоначалник сега што е у притвор, Лупчо Папазов, ако не беше, ти ме фана за шија таму у другата соба. Како бе не те е страм? Треба самиот да се страмеш да се кандидираш, да траеш поддршка од граѓаните. Абе ние не треба да се бориме политички тука, бе. Ние треба да се бориме за граѓаните, бе. Како не ме е страм, бе? До во дереđe дојдоме од таа вашата политика, бе, луѓе. Многу лоша политика водевте 3 години. Ја упорно од оваа говорница зборев 3 години дека сте криминалци. Дека само мислите за криминало, за друго ништо не мислите. За вашите партиски активности, за вашите партиски луѓе, да ги вработите. Градови е депонија, насекаде. Депонијата ви е почиста од градот. Депонијата е почиста од градот. Еве, нека издават новинарите, нека прошетат низ градот, ќе ги видат каква ви е општината на вас. Треба да се старамеш, да тражиш поддршка од нас советници. Ајде нас не остај. И веќе што кажа и колегата Ивица. Ние сме веќе завршили со политиката. За политика не збореме веќе. Абе како не бе срам од граѓаните да издаваш тука да се кандидираш? Како не бе срам? Ја мислам треба да имате чувство на човечанство дека не треба да се кандидираш за градоначалник за тоа што вие власта беше у ваши раци.
Што направивте овие 3,5 години? Тој веќе пред завршува ви мандата, веќе за 3 месеца завршува мандата. После ќе почне изборната кампања, толку е веќе, уште 3 месеца имате на располагање. За овие 3 месеца што ќе направите? Ништо нема да направи. Кој да дојде градоначалник за овие 3 месеца, ништо не направи. Само ќе лажете. Тука манипулирате и со јавноста, и со медиумите, и со граѓаните. Граѓаните веќе не некат нас, луѓе. Тоа треба да ви биде јасно на сите. Граѓаните го сакат Венко и крај за приказната. Добро, Благодарам. Дали уште некој бара збор? Ивица Лазаров. Благодарам, председателе. Јас би сакал чисто конструктивно од колегата Венко, знам дека емоциите не малку надвладеа со сите, негово видување во однос на нашето барање и планот за наредниот период за општината. Благодарам. Добро, Венко. Благодарам, колега Лазаров. Најпрво сакам да кажам дека моја првична цел ќе биде да ги ослободиме институциите од партиски стеги. Дека мора да бираме луѓе по квалитет, а не по партиска припадност. Почнувајќи од комуналното јавно предпријатие, исто така важи и за општина Кочани. Проектите кои што ги имаме, сите советнички групи ќе седнеме и планирам заеднички да ги реализираме. Јас приложив неколку проекти кои што се во доменот на реализација на локалната самоуправа, меѓутоа нескромно во оваа прилика пред медиумите ќе изјавам дека ќе тражам поддршка и од централната власт, бидејќи самиот премиер најави силна финансиска поддршка за Кочани и сметам дека тие имаат и должност, бидејќи ова општина, ако доколку ми изберете, нема да биде на Венко Крстевски, туку на сите граѓани на општина Кочани на Република Македонија, дека треба да се дадат силни финансии да се помогне во овие кризни времења. Повторно ќе кажам, тие проекти што се усвоени, за жал не беа спроведени од претходниот градоначалник, сите планирам да бидат спроведени, затоа што тие проекти и предлози се од нас советниците. Со самото тоа ќе му се даде и поголем легитимитет на Советот во понатамошниот процес на функционирање. Сметам дека секој проект вие што ќе го имате, ќе биде добре дојден. Факт е дека мора да се посвети сериозно внимание во јавната чистота, сериозно внимание треба да се посвети во рехабилитација на се што е уништено последните години, посебено треба да се посочи во подигање на енергијата пред се кај младите. Значи, на нас стратешки битни сметам дека единствени некој што може да го воскреснат овој град се младите. Затоа ќе барам сите, значи вие што сте советници, се што имате во делот за младите и за политика за младите, се да предложите со конструктивност, ќе биде прифатено се без разлика дали доаѓа од вашата партија или од ВМРО-ДПМН. Сметам дека имаме потенцијал, сметам дека ние мора да ја победиме ова апатија и агонија во која се наоѓаме. Мора да продолжиме да живееме, тоа го имаме како генерацијска должност и одговорност за идните генерации, за вашите деца и за идните генерации кои што следуваат, бидејќи Кочани има многу квалитетни луѓе. Најголем дел од тие не се во Кочани. Ние мора тие луѓе да направиме се, да покажеме политичка култура, менување на политичката свест, да ги вратиме колку што можеме, барем да ни помогнат во овој процес. Значи, ние имаме светски познати глумци и артисти. Тие му се потребни сега на Кочани. Имаме многу квалитетни луѓе кои што се раселени од овој град. Тие му се потребни. Овие 6 месеци сметам дека се преодно решение до изборите. Значи, овие 6 месеци се клучни за да се создаде нормален амбиент за да има уопште избори. Бидејќи доколку не создадеме нормален амбиент, зошто би имало тогаш и избори после 6 месеца. Меѓутоа за нормализација на амбиентот, сметам дека треба да ги надминеме сите партиски интриги и треба да работиме заедно и треба да работиме конструктивно. Секоја добра идеја ќе биде прифатена. Сведоци сте дека имаме многу проекти кои што се направени, за жал не се реализирани. Ние изгласавме урбанистички план Маркица за центар за рехабилитација со геотермални води. Збореме 40 години дека истите се неискористени, значи тоа ќе ми биде приоритет број 1, да кренеме во фаза на реализација со геотермалните води за центар за рехабилитација. Знаете дека имавме изгласано проект, имавме и финансиска поддршка од владата за пензионерски дом кој што ќе биде регионален. Приоритет ќе ми биде изградба на типските куќи. Имаме пари на сметката, за жал претходниот градоначалник не се пушташе во процес на реализација за социјално ралеви категории. 26 семејства чекат на тој проект веќе 5-6 години. Парите стојат на сметка на општината. Јас ќе се впуштам во реализација на тој проект.
Исто така имаме многу други проекти кои што ќе ги реализираме пред се во делот на екологија. Меѓутоа за да луѓето кои што живеат во овој град да ги мотивираме да имат чувство на припадност, едноставно мора сите да си го засакат и заедно да го направиме, не само од позиција на советници и функционери, туку обичниот граѓанин мора да го натераме да се приклучи во доброволни акции да го изградиме повторно градот, во акции за пошумување, бидејќи Кочани е соголен од сите страни, во акции за подигање на јавната чистота и свест, култура и спорт за секое дете, бидејќи сега децата се тие кои што треба да биде ставен фокусот за да изградиме здрави генерации кои што ќе бидат позитивен пример, како што кажав. Јас затоа потенцирам дека не сме сите исти, дека секој со своите постапки е различен. И ние мора да ги почитуваме позитивните вредности. Позитивните вредности се надминување на партиските кусогледи политики и функционирање се поинаку како што е било до сега, бидејќи тоа што беше до сега, за жал цената беше платена, меѓутоа немаме луксус повторно да плаќаме цена. Знаеме дека во градот има безбедносни ризици. Конструктивно мора да ги решиме сите. Мора да седнеме со сите луѓе да разговараме дека вака веќе не бидува. Сведоци сме дека сите сакаат правила, меѓутоа за жал најголем дел сакаат за нив лично исклучоци. Не смее тоа да биде така. Мора да има неселективна борба. Мора да има овој процес треба да биде неселективен во секој сегмент и затоа сметам дека така ќе собереме и ќе направиме позитивна енергија во градот и ќе успееме да извадиме максимум во овој процес. Ви благодарам. Благодарам. Може место во однос на нашите барања за помош на фамилијата и апсолутно, значи приоритет ќе биде помош не само за починатите и повредените, туку и за сите други кои што се биле во тоа. Бидејќи таму има луѓе кои што и не се физички повредени, меѓутоа и како се оштетени од тој немил настан. И околните нивните фамилии. Сметам дека ќе ми биде потребна поддршка за сите советници и во делот на комунално јавно предпријатие. Гледате дека се менјат 6 директори во помал рок од 3 години, катастрофална економска слика. Ние советот сметам дека треба да донесеме одлуки за итна интервенција финансиска за да успееме да го колку толку направиме функционално на краток период тоа предпријатие. И пред се ќе кажам изборот на директор мора да се сложите со мене дека мора да биде на најтранспарентен начин, јавен повик и сите заинтересирани кои што ќе сакаат да се пријават, да учествуваат на тој повик и се да биде под за се да биде запознаена јавност. Ви благодарам. Дали има други прашања? Не, чисто. Што имаш, да. Повели Ивица? Дали што некој Ивица може да кажа? Благодарам председателе и благодарам на двајцата советници кандидати за нивното образложување на нивната програма. Јас би сакал да потенцирам дека како политичка партија, колега Венко, нема од наша страна ни бараме директори, ни бараме функции, не бараме ништо. Ќе бидеме конструктивни, тука сме, значи ние се оградуваме, партиски политика не тера. Значи, ветувам ви го тоа на сите. Јас би сакал сега еден час пауза за да ги разгледаме значи опциите и да донесеме став за нашето прашање. Добро, благодарам. Еден саат пауза. Еден час пауза има. Барање на координатор. Почитувани колеги советници, ја да прашам дали сите колеги советници се присутни овде? Ако се присутни, дали уште некој во разбор? Бидејќи никој не во разбор, јас на стручните служби, на правната служба ќе дадам простор да даде начин како ќе се одвива гласањето. Повеленица. Благодарам председателе, почитувани членови на Советот на општина Кочани. Во случајов, значи се работи за процедура за избор на вршител на должноста градоначалник на општина Кочани. Согласно Законот за локална самоуправа, изборот на вршител на должноста градоначалник на општина Кочани се врши по примерот на избор на председател на Советот на општина Кочани. Што значи? Прво, за да биде избран член на Советот, треба во првиот круг на гласање да добие мнозинство од вкупниот број на членови на Советот на општина Кочани, што значи најмалку 10 гласови. Доколку во првиот круг не ги добие овој број на гласови, се преминува на втор круг на гласање во кој првите двајца, во случајов само двајца имаме кандидати, ќе се смета за избран
членот на Советот кој ќе добие повеќе гласови. Во ред, благодарам. Во оваа ситуација имаме двајца кандидати. Јас како председател на Совет ќе барам поединично гласање да се изнесат. Венцо требаш да каже дека секој советник има право да гласа само еднаш. Да. Тоа да го знаете сите, нема право да гласа два пати. Значи, како прв предлог Венко Крстевски го оставам на гласање. Венцо, ќе те молам да пристапиш кон поединично гласање. Повери. Благодарам, председателе. Томе Солевски. Да. Кристина Атанасова Арсова. Тодорка Таковска. За. Мирче Стојков. Ивица Лазаров. За. Лазо Митев. Ивана Максимова. За. Гоце Марков. Венко Крстевски. За. Аки Акиов. За. Сања Атанасова. Душанка Ѓорѓиева Трпевски. За. Маријанчо Стоименов. Иле Малинов. За. Васе Алексов. Жаклина Филипова Свеќаровска. Воздржана. Весна Сенесова. Лидија Серафимова. Тоше Михајлов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 за и 1 воздржан. Добро. Очигледно ги нема 10 гласови. Одиме сега пристапуваме кон гласање за вториот кандидат Гоце Марков. Венцо, поединично гласање повели. Благодарам, председател. Томе Солевски. Кристина Атанасова Арсова. Тодорка Таковска. Мирче Стојков. За. Ивица Лазаров. Лазо Митев. За. Ивана Максимова. Гоце Марков. Венко Крстевски. Аки Акиов. Сања Атанасова. Душанка Ѓорѓиева Трпевски. Маријанчо Стоименов. Иле Малинов. Васе Алексов. За. Жаклина Филипова Свеќаровска. Весна Сенесова. Лидија Серафимова. За. Тоше Михајлов. За. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 за и 1 воздржан. Што значи Воздржано е затоа, бидејќи гласа воздржано претходниот пат, може би сега ќе дадат гласа. Со оглед на тоа дека нема мнозинство од 10 советници, Венцо, процедура преминуваме на втор круг на гласање. во ред. Одиме со Венко Крстевски Поединечно. поединично гласање, да. Томе Солевски. За. Кристина Атанасова Арсова. Тодорка Таковска. За. Мирче Стојков. Ивица Лазаров. За. Лазо Митев. Ивана Максимова. За. Гоце Марков. Венко Крстевски. За. Аки Акиов. За. Сања Атанасова. Душанка Ѓорѓиева Трпевски. За. Маријанчо Стоименов. Иле Малинов. За. Васе Алексов. Жаклина Филипова Свеќаровска. Воздржано. Весна Сенесова. За. Лидија Серафимова. Тоше Михајлов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 за и 1 воздржан. 9 за 1 воздржан. Одиме кон второ гласање поединично за Гоце Марков, Венцо. Томе Солевски. Кристина Атанасова Арсова. Тодорка Таковска. Мирче Стојков. За. Ивица Лазаров. Лазо Митев. За. Ивана Максимова. Гоце Марков. За. Венко Крстевски. Аки Акиов. Сања Атанасова. Душанка Ѓорѓиева Трпевски. Маријанчо Стоименов. За. Иле Малинов. Васе Алексов. За. Жаклина Филипова Свеќаровска. Воздржано. Весна Сенесова. Лидија Серафимова. За. Тоше Михајлов. За. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 за и 1 воздржан. 8 за 1 воздржан. Согласно правилникот, Венцо.
Значи, во случајов Венко Крстевски има добиено повеќе гласови и може председателот да констатира дека Во ред Венко Крстевски констатирам е избран дека за- Венко Крстевски е избран за ВД градоначалник на општина Кочани до следните локални избори и му честитаме дека води општината со лесно, по-елегантно. Венко Крстевски. Сакам да се заблагодарам на поддршката од колегите советници. За мене ова е голема одговорност. Во оваа прилика ги повикам сите советници и сите граѓани да доставуваат конструктивни предлози и идеи, се со цел да успееме да направиме со една квалитетна работа да го издигнеме градот Кочани. Време е за обединување, време е за работа. Јас ќе бидам мост помеѓу народот и помеѓу институциите. Фокусот ќе ми биде во младите, бидејќи младите се движечка сила која што треба да го издигнат нашиот град. Одиме напред со честна и ефикасна работа, Кочани да биде хубаво место за живење, се со цел да минеме оваа апатија и агонија која што се наоѓа во градот. Повторувам, фокусот ќе биде на младите и затоа ги повикувам сите млади со креативни идеи и проекти. Кабинетот на градоначалникот ќе биде секојаш отворен за нив и се надевам дека ќе успееме да реализираме многу, иако е краток период. Благодарам. Благодарам. Почитувани колеги советници, со ова е затвараме 62-та седница и благодарам уште еднаш.